На таа неистава тема продолжуваме и наредниве минути со соговорникот во студиото 3 на Македонската телевизија, а податоците кои што ги имам ни одат во прилог на најавата. Именно околу 2500 високообразовни кадри во периодот од 2013 до 2021 годишно ги спакувале коферите и заминале од Македонија. Ова се податоци на Државниот завод за ревизија. Колку заминале од тогаш, за сега нема податоци, но судејќи по актуелните состојби, веројатно ги има. Трендот на иселување на младите скапо ја чини државата, која инвестира во образованието на своето население. Од една страна земјава е рангирана меѓу земјите со најниско ниво на финансиска писменост во Европа, од друга страна 69,5% од населението го гледаат преприемништвото како пожелна кариера. Утрово со Јован Сталевски, менаџер на ЦЕФ Македонија, интернационален ЦЕФ обучувач, разговараме за овие трендови. Добро утро, Јован, добре ни дојде во Македонија на утро. Добро најдов и благодарам на поканата. И само да се дополнам, ЦЕФ е организација која работи на развој и промоција на социјално предприемништво. Зошто младите гледаат својата иднина надвор од Македонија? Можеме ли во неколку поенти инакусо да одговорим? Па, или брутално, или дипломатски, некако треба да се одговори, но најоригинално, бидејќи не дека не се прифатени тука или нешто, но таа корупцијата, вработување со партиски книжки, токсични работни места, менталитет во државата, никакво лидерство од политичкиот врв или пак од тие што треба да дадат поддршка, нефункционален систем или пак завршување работа преку 300 врски. И тоа некако име преку глава изгледа и затоа сакаат луѓето да си ја бараат иднината некаде во странство. И пак ќе кажам, мора да ги гледаме работите не од аспект на трагедија, на тоа што заминува, туку од аспект на што правиме сега со таа ситуација. Бидејќи, како што рековте, ние не сме само за социјално предприемништво, туку ЦЕФ Македонија работи на давање на компетенции на луѓето за да или отворат својот бизнис, или да подобрат својот бизнис, или да бидат успешни во кариерата. И, како што кажав, треба да ги гледаме работите, сам јас препорачувам да ги гледаме работите од стратешка гледна точка, да видиме, например, какви добри практики имало и пак во регионот, или пак во Европа, бидејќи не се сочува само Македонија со емиграција и со одлив на мозоци, туку ова се случува и внатрешно во Европската Унија, во рурални области, одат во градовите, или пак од Бугарија, Полска, сега Хрватска, Црна Гора, Балканот, значи од секаде заминуваат луѓе. Но како треба стратешки да ги вратиме тие мозоци или како тие вештини, посебно тоа да ги поттикнеме тука да ги користат? Ако се сеќавам, минатата недела исто зборувавме на оваа тема, помеѓу првиот и вториот попис, околу 77.000 помалку млади имаме. Тоа се 77.000 помалку работни места во Македонија. Последиците од иселувањето се и врз економијата. Точно. Па има некој податок кој што го читав, близу 800 милиони, значи милиарда евра годишно Македонија губи со тоа што им ни заминуваат младите луѓе, ама ни заминуваат веќе вредни, оние лидерски настроени, тие што вистина сака да направат нешто, значи вредни, не паразити што викаме кои што сакаат само да клатат врата да земат влада. И затоа тоа е тоа погубното што и не само на, да речеме, економско ниво, туку и на социјала, бидејќи емотивно кај луѓето колку се испразнети на родители, фамилии, бидејќи верувам дека не секој е среќен да им заминат двете, трите деца, да им заминат во странство. Ајде сега да речеме поврзано е глобално, но друго е кога треба да пропатуваат неколку земји да се ги видат блиските. Баш како тоа, економскиот дел е тоа што вистина го намалува креативниот и иновативниот дел на државата. Значи, што сакам да кажам, тие кои што имаат идеи, кои што сакаат да творат, кои што сакаат да додат напред, значи тие заминуваат, бидејќи го гледаат светот како полека да што стварно може да се реализираат. Сега, тоа е Македонија вложила, нели, во образование, во искрана, во сонце, нова поднебе, све, и сега тие кадри да ги користат нека друга држава. Но пак ќе кажам, стратешки треба да се види како да се поттикнат тие да се враќаат во државата, да се види што им треба нив да се враќаат тука. Бидејќи има такви примери, анкети, што имаме и ние во нашето работење, гледаме дека
пошто работиме ние странски проекти, европски проекти, и многу од младите луѓето одиме во Европа, работиме таму, но колку повеќе работиме во Европа, толку повеќе гледаме што може кај нас да се направи, да се или ископира нешто, или да се подобри нешто, или да се соработува. Така да мислам дека наративот треба да оди на соработка на тие млади да прават меѓу Македонија и таму кај што одат, а не да биде мантрата готово избриши ја државата кај што се дојден и оди таму и веќе да не сакаш да придонесуваш тука. Ама пак ќе кажам, тоа е све мантра според мене, бидејќи верувајте ми, она што сакаме некој да верува, ако долго време го клукаме со тие информации, во тоа ќе верува. Ме разбирате? Значи, затоа колку повеќе се онака насочени кон да слушат негативни вести, песимистички вести, дека ништо не бива, дека ништо не прави. Дека ЕУ е ветената земја, дека тоа е ветеното меѓу другото, мора да бидеме свесни и реални да кажеме дека кога некој млад човек се одлучува некаде да мигрира, треба да ги знае позитивните, но и негативните страни на земјата во која што заминува. Не дека е тука се така црно. Има многу млади кои што се многу мудри и паметни и вешти и тука се уште. Точно. И затоа викам, затоа влија и она што го споменавме и предприемништво, споменавме и финансиска писменост, и верувам дека колку повеќе човек е способен, толку ќе може тој да направи тука и секаде во светот. Затоа треба да, значи, препорачувам да се работи и од, да речеме, во формално образование, да се даваат тие вештини кои што се потребни не само за успех тука, туку и за глобален успех. Бидејќи гледаме, кажав, работиме во Европа, работиме со многу училишта, институции и гледаме дека некои вештини како предприемништво, финансиска писменост, кариерни вештини или дигитални што иде, веќе им се некако инкорпорирани во формалното образование. Дали на редовни часови или пак во наставна програма, ама веќе им се инкорпорирани. Дали ете предприемништвото, финансиската писменост може да ги ублажат ризиците од иселувањето и да одиграат улога во стабилна иднина на младите, за младите? Сигурно, бидејќи еве и податоците кои што ги кажавте на почеток, бројот на раст на фирми се зголемува, микропредпријатијата веќе 92% од економијата ја заземаат, што е многу значајно, а тоа значи микроиндивидуалци. Значи, еден човек. И сега замислете тој човек да вложува во себе и замислете многу повеќе луѓе да се способни така да развиват некоја нова вредност, сигурно дека во економијата ќе додаваат вредност, а нема да бидат нели корисници само на таа вредност. Затоа викам, во Македонија нас ни требаат сега луѓе кои што ќе креираат нови вредности, а тоа се предприемачите, да се разбере. И постојано зборуваме, нели, што треба да ни се даде, што треба да се направи, меѓутоа треба да поидеме и од себе, нели, што ние направивме за да добиеме. И во тој контекст еве за да заокружиме. Што ЦЕФ прави низ годиниве на оваа тема и имате ли впечаток дека некој од тие до кои треба да дојде пораката ве слуша? Јас искрено, еве во ЦЕФ Македонија сум од 2013 година некаде и лично ги чувствувам придобивките, но и она што ме држи да и понатаму да работам, и понатаму да отворам е тие позитивни примери, бидејќи сум обкружен баш со креативни луѓе и баш со луѓе кои што сака да или да прават промена или да го сменат статусот кво. Сега, ние видовме дека ние работиме со возрастни, не само со млади, повеќе со возрастни. Видовме дека да ги тренираме за бизнис вештини можеби на 40-50 години, можеби некој ќе доцна. Затоа најдобро од млади, нели, од веќе основно или средно образование. И затоа работиме исто многу и со наставници, професори, каде што ние ги јакниме и мајндсетот нивни на професорите, наставниците, но и компетенциите на кој начин да спроведуваат настава или обуки за предприемништво или за финансиска писменост. Отворени се за соработка? Да, многу. Многу и верувајте на сите што ги имаме огласи за обуки, сега веќе имаме обуки за обучувачи во Хрватска, во Скопје, ќе имаме обуки во Албанија, во Тирана исто за наставен кадар и најголемиот дел, 80%, се луѓе од училиштата и од факултетите. Што веќе гледам дека и тие чувствуваат веќе дека
младината или луѓето веќе не се пасивни примачи на информација, нели не сме хард дискови. Сега веќе сакаат луѓето да истражуваат, сакаат да имаат различни методи каде што ќе се здобијат не само со знаење, ама и со вештини да променат некој став и некој верување. И затоа наставниците мислам дека можат да изиграат клучна улога ако ги зајакнем нивните капацитети. Еве, јас ги поздравувам сите наши соработници од многу градови од Македонија, кои што сега во периодов од октомври започнуваме со обуки, како што спомнаа, за финансиска писменост и за бизнис вештини, кои што баш тие наставници кои што сме ги обучиле во претходните години, тие ќе ги одржуваат тие обуки, тие ќе ги реализираат и училиштата ни даваат и поддршка, нели, во организирање, во простори, во одобрување, што се пак значи, нели, бидејќи гледат вредност вајда. И морам да кажам дека ова, док работиме ние со европски проекти, со други странски донатори, ова е скросна наша иницијатива, значи ЦФ Македонија ги покрива трошоците, инвестира во овој наставен кадар, но исто и училиштата инвестираат баш во оваа иницијатива и затоа ги поздравувам и ги охрабрувам и другите училишта да преземат иницијативи вакви. Значи ако се сака се може. Така е. Треба финансиска писменост. Јас баш во петокот разговарав со банкар на телефон и почнавме да се смееме колку нашиве генерации навистина го чувствуваат недостигот од таа финансиска и бизнис писменост, што не сме ја имале ниту во неформалното образование. А 21 век го бара тоа, да. А 21 век тоа го бара, така да младите се во предност. И вам благодарам за гостувањето. Фала ви исто на поканата, па ве поканувам да иди наши обуки за финансиска писменост. Ке ни треба секако, да. Не е касно, никогаш не е касно. Фала ви што еднаш, поздрав до гледачите. Благодарам.